Господин Младеновски е скопјанец кој денеска во пунктот за вакцинирање во А1 арената Борис Трајковски дојде да провери како неговата ќерка која е воспитувачка ќе може да се вакцинира. Овој наш сограѓанин уште на 1 април се вакцинирал со вакцината AstraZeneca во пунктот за вакцинација Букурешт и вели дека се чувствува одлично и апелираше до граѓаните да ја искористат можноста и да се вакцинираат со достапните вакцини. Со тоа се заштитуваме не само ние, него и сите други наши пријатели, роднини и сите што живеат во оваа Македонија. Им препорачувам на сите да не се плашат од вакцината, бидејќи таа е сигурна, од која само можат да се спасат од оваа болест. Министерот Филипче разговараше со него и му посочи дека воспитувачките влегуваат во приоритетната група за вакцинација, како и припадниците на армијата, полицијата, пожарните служби, возачите и новинарите. Над 50 години со коморбидитети и така се регрутира пријавените од Министерството за труд и социјална политика, вработените во градинки, од МОН, на наставниците прво до трето оделение. Така да, согласно тие критериуми, постепено го надополнуваме бројот на сите кои што ќе се вакцинираат. Во текот на вчерашниот ден во спортскиот центар Борис Трајковски се вакцинирале 2500 граѓани, информираше министерот за здравство Венко Филипче, додавајќи дека системот добро функционира и лично со обиколка во салата се увери во тоа. Оптимумот, бројот кој што сакаме да го постигнеме е да имаме негде околу 7000 вакцинирани граѓани на ден. Би можело тоа да се зголеми, меѓутоа одиме чекор по чекор, сепак е ова нов систем, сакаме добро да се воспостави, добро да функционира. Вчера немаше никакви проблеми, искрено се надевам дека така ќе продолжи и во следниот период. Тој најави дека во престојниот период се очекуваат и 20.000 вакцини Спутник за да бидат ревакцинирани овие граѓани кои од вчера масовно се имунизираат во салата Борис Трајковски. Министерството до крајот на месецот очекува и кинески вакцини како и оние од Pfizer. Имаме некои најави дека помеѓу 15 и 20 треба да стигнат и кинеските и Pfizeровите вакцини од нашиот директен договор и од трипартитниот од Европа, но тогаш кога ќе имаме конкретни датуми, тогаш ќе ги соопштиме. Заклучно со вчерашниот ден, близу 13.000 граѓани се вакцинирани, соопшти министерот и, освен 2 случаи на колапс, кои не се поврзани со вакцината, туку веројатно станува збор за страф и панични напади, тука во салата Борис Трајковски други несакани ефекти нема, рече Филипче. Од денеска стапуваат на сила новите рестриктивни мерки со кои надлежните сметаа дека ќе спласне бројот на нови случаи на COVID-19 и ќе се намали притисокот врз здравствениот систем.